Почнуваме со дневникот. Тиранската платформа е уцена, стана предуслов за формирање на влада. Единствениот излез од кризата е меѓународната заедница да ја осуди и отфрли, пишува во писмата што претседателот Иванов ги испрати до Трамп, Столтенберг, Ердоган и Туск. Иванов очекува меѓународната заедница да го осуди флагрантното мешање во внатрешните работи на земјава од страна на двата соседа аспиранти за полноправно членство во Унијата, како и силна порака за неповредливоста на границите на Балканот и реафирмирање на евроатлантската перспектива на регионот. Осуда и отфрлање на тиранската платформа како единствен начин за излез од безизлезната состојба во Македонија, побара претседателот Ѓорѓи Иванов во писмо до членовите на Европскиот совет, претседателот на Европскиот совет Доналд Туск, до генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг и до претседателите на двата стратегиски партнери САД и Турција, Доналд Трамп и Реджеп Тајип Ердоган. Очекувам да го осудите флагрантното мешање во внатрешните работи на Република Македонија од страна на два нејзини соседа, аспиранти за полноправно членство во Унијата. Конечно очекувам да испратите силна порака до нашиот геополитички ранлив регион за неповредливост на границите на Балканот и да ја реафирмирате европската и евроатлантската перспектива на земјите од регионот. Отсуството на јавна осуда на платформата од Тирана од страна меѓународната заедница само ќе охрабри слични обиди во нашиот, но и во другите региони во Европа со слична етничка, религиска и јазична реалност. Платформата, вели Иванов, не само што е во спротивност со Охридскиот договор и уставот, туку е дискриминаторска кон другите етнички заедници. Платформата дополнително ја дестабилизира состојбата во земјава и ги изголемува меѓуетничките тензии. Тој потсетува на процесот на незиното донесување во Тирана под покровителство на албанскиот премиер Еди Рама. Тиранската платформа стана предуслов за формирање на влада на Република Македонија. Платформата е постизборен документ усвоен во туѓа држава, во кабинет на странски државник и со посредство на премиер на туѓа држава. Со оваа платформа се загрозуваат сувереноста и независноста на државата, доведувајќи Република Македонија во положба на подчинетост или зависност према друга држава. Токму од овие причини Иванов наведува дека донесе одлука да не го додели мандатот за состав на влада. Во прилог на писмото Иванов испратил и копија од тиранската платформа, како и изјави од официјални представници и институции на Албанија и Косово. Граѓаните се измамени. ВМРО, ДПМН повикаа на избори. СДСМ, претседателот да го даде мандатот. И денеска продолжија протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Денеска се протестира во 21 град. Голем број интелектуалци, спортисти, професори, јавни личности досега дадоа поддршка, меѓу нив и капитенот на ракометарите Кире Лазаров. Пред собранието е Весна Велкова Тодоровска. Весна, какви пораки вечерва беа упатени од протестниот марш во Скопје? Да, бити, значи, пред малку заврши протестот овде пред собранието, инаку започна во 17 часот пред владата, тргна наваму на кај собранието и, како што реков, пред малку заврши. Граѓаните, значи, со поддршка за иницијатурите за граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, каде што упатија и неколку пораки овде пред владата. Да ги слушнеме граѓаните. Па да го зачуваме интегритетот на Република Македонија, да немаме никакви проблеми, да се разреши ова на мирен начин, како што секојаш ВМРО знаело да го разреши, и целосна поддршка даваме на претседателот на Република Македонија. Се знаеше Али Ахмети со кого правеше влада. Сега ни останови малцинство. 18 пратеника ќе не малтретираат цело време. А не да гледат колку луѓе има на улиците секидневно. Јас сум 75 години, па сум дошол да зачувам унитарноста на Македонија. Заради платформата на партиите, на албанските партии, што ја дадоа за составување на нова влада и одбрана на државата, за тоа сме дојдени тука. Да даеме поддршка за единствена Македонија, за еднојазична, за напредна Македонија. За државата, за Република Македонија, да ни остане вечна и исклучително не е двојазична, двонационална, него да си остане една.
Да, тоа беа само дел од пораките на граѓаните пред владата, каде што започна протестот со пеење на македонската химна од страна на оперскиот пеач Дурловски. Таму се обрати и еден од организаторите на иницијативата, на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и Богдановски, во кој рече дека треба да се отфрли платформата од Тирана и треба да се создаде нова платформа овде во Македонија. Да ги слушаме пораките. Сите ние, кои што сме за заедничка Македонија, бараме безусловно отфрлање на платформата направена во Тирана и бараме создавање на македонска платформа тука во Македонија, а не во странски држави. Тиранската платформа не е Македонија. Не смее мнозинството на македонците да се исклучат од одлучувањето во сопствената држава. За Македонија мора да се одлучува тука. Со тиранската платформа ќе се редефинира државата и затоа нема да им помине. Да, тоа беше Богдан Илиовски. Инаку протестите по 9-ти пат се одржуваат овде во Скопје. Вечерва тие продолжија во 21 град низ цела Македонија. Да ги слушаме од таму и граѓаните. Македонија е единствена наша, си ја сакаме. Секој што ја неќе, нека ја напуште, ако му е толку да дело до Македонија. Тоа малце ме чуде, како може со тоа совест да настапиш, рачунајќи, па погледни ги твоите предци, погледни твоите татковци, дедовци, што се, македонци ли се? Да остане Македонија унитарна. За тие работи што не се обходни за нас, треба да останат за нас да бият, а не за албанците. Тие сега што сакаат да не делат, тие сега прават некои збрки, да не можеме ние да излеземе на крај со нив. Меѓутоа, народот е тука и народот што ќе каже тоа е. Па испраќам само една порака, да ја зачуваме унитарноста на Република Македонија, пошто Македонија не е на македонците и на албанците, Македонија е земја и држава на сите граѓани кои живеат во неја. Се грозам од помислата дека некои луѓе си прават бајрам во акрилот, дека сакат да продават земја, да менуват јазик, да менуват химна, знаме и така натаму. Тоа е испод секоја чест. Ајде, забавете на душ. Забавете на душ. Тувани, биталчани, пред се, дека нема да му попуштиме повеќе. Ние овде кога се собираме, не да ги скврнавиме спомениците и спомените. Ние, битолчани, сме горди на фактот што и албанското писмо е создадено овде во Битола. И ние не сме оние кои ќе ги извалкаме спомениците. Напротив, ние сме оние кои ги градиме и се спротивставуваме на сите такви подметнувања и на сите такви провокации кои служат само за да ја запалат Република Македонија. Да одбраниме државата од овие непромислени работи. Ни го продаваат знамето, ни ја продаваат државата. Да се зачуваме Македонија. Да биде поубава Македонија, не вака да оди назад. Ете затоа. Ние старие се боревме, па са вие млади не давајте. За заштита на Македонија. За да одбраниме Македонија, за унитарноста на Македонија, не сакаме промена на знаме, на име, на химна. Ние не припаѓаме на партиите. Ние сме граѓани, обични, дојдени овде када си ја браниме сопствената држава. Платформата да се отврди, да има предвремени избори веднага.
Да, граѓанската иницијатива за заедничка Македонија ја поддржаа многу глумци, пејачи и спортисти. Денеска ја поддржа и македонскиот ракометар Кире Лазаров на својот Facebook профил. Лазаров напиша да го зачуваме нашиот идентитет и интегритет, да зачуваме нешто што сме наследиле и е наша обврска и должност да го пренесеме на нашите идни поколенија, да го зачуваме она што е наше и што ни припаѓа. Лазаров ова го напиша на својот Facebook профил, уште напиша дека чувствува потреба како македонец да го сподели своето мислење пред целата македонска јавност. Ги почитувам сите граѓани подеднакво во Македонија без разлика на нивната верска, национална и партиска припадност. Значи ова е само дел од она што го напиша Лазаров на својот Facebook профил, кој денеска ги поддржа иницијативата за заедничка Македонија. Бети? Весна Вилкова-Тодоровска за пораките од денешните протести на иницијативата за заедничка Македонија. Председателот Иванов веднаш да го додели мандатот во спротивно директно го крши уставот, обвини генералниот секретар на СДСМ Оливер Спасовски на денешната прес-конференција. Иванов се уште има време да се премисли, одговара Спасовски на прашањето што доколку председателот не ја повлече одлуката. СДСМ во тој случај, вели Спасовски, ќе ги искористи сите демократски средства. Ѓорѓе Иванов веднаш да го даде мандатот за состав на новата реформска влада на парламентарното мнозинство од 67 пратеници, предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Иванов не може да го спаси Груевски преку кршење на уставот. Груевски не може да се спаси од одговорност преку провоцирање, насилство и создавање поделби помеѓу граѓаните. Граѓаните се длабоко загрижени. Домашната и меѓународната јавност испратија многу сериозни предупредувања. Груевски и Иванов да не си играат со оган и да не предизвикуваат атмосфера на омраза и конфликт во Македонија. Предвремените парламентарни избори кои би се одржале заедно со локалните се најдобро решение за излез од актуелната состојба. Државата нема да има преголеми дополнителни трошоци, а граѓаните ќе добијат можност да се изјаснат околу тиранската платформа која беше ставена на маса после декемвриските избори, велат денеска од ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН ја останува на ставот дека најдоброто решение за излез од актуелната состојба се нови предвремени парламентарни избори, кои би се одржале заедно со локалните. На тој начин, велат од партијата, државата нема да има преголеми дополнителни трошоци, а граѓаните ќе добијат можност да се изјаснат околу тиранската платформа која беше ставена на маса по декемвриските избори. На декемвриските избори граѓаните ниту беа информирани, ниту беа прашани што мислат за промена на банкнотите, официализирање на албанскиот јазик на целата територија, носење на резолуција за геноцид врз албанците и низ за други скандалозни одредби кои ги содржи тиранската платформа. СДСМ е уценета партија. Нејзиното раководство е фатено во криминал до гуша. Тоа е главната причина заради која се согласуваат да менуваат и знаме, и химна, и грб. На албанската платформа првиот човек на ВМРО ДПМН е гледа како на еден вид државен удар. Во интервју за хрватскиот јавен сервис, Груевски вели дека платформата е во спротивност со уставот и е формирана со цел од Македонија да се направи бинационална држава. И со таа платформа мнозинството македонци ќе се однесат во опозиција со цел малцинството македонци и мнозинството албанци во Македонија да ја донесат таа платформа. Така гледано може да се каже дека е еден вид на државен удар. Дел од коалиционите партнери на ЗАЕВ веќе потврдија, оти според платформата, македонските банкноти и монети ќе бидат двојазични. Дел пак дури го негираат македонскиот идентитет. Сипас нени тет këtij ligji, edhe banknotat, edhe monedat e faktuara do të jenë edhe në gjuhën shqipe. Realiteti historik Maqedonijet din gjithë bota dhe është shumë absurde kur një popull që s'ka identitetin e vet, që në rastin konkret janë maqedonësit, shqiptarët kanë qenë shumë korrekt dhe u kanë ndihmuar që ju ta ndërtoni këtë identitet. Dhe ju tani kontestoni identitetin tonë. Сега навреда, вие тврдите ние македонските немаме
Para me regjistrimin para 100 vitesh që janë bë, asku nuk ekziston popull maqedonës. Експертите кои ги контактираше Канал 5 имаат различни мислења околу вклучувањето на албанските партии во преговорите за името, предвидено во постизборната платформа. Главната цел на албанската платформа е виткање на кичмата на македонците по прашањето на уставното име. Заев е најпогоден политичар, што нема проблем да прифати менување на името на државата. Името на државата не е собственост на една заедница во Македонија и мислам дека е најнормално да албанските партии бидат вклучени во тоа. Ја мислам дека и досега они релативно биле вклучени, но ако стане дел на протоколот да биде сеопфатно државно прашање истото, тогаш не гледам причина зашто не би биле вклучени. Од ВМРО ДПМН се категорични дека нема да дозволат некој да тргува со државните и националните интереси на Македонија. Две земји на Балканот се соочуваат со распаѓање, а 3 се потенцијални за голема криза. Ваков е впечатокот на некој од министрите за надворешни работи на Европската Унија. Се потенцира дека постои голема загриженост за случувањата во Македонија. Голем дел од земјите членки укажале дека ниту една земја од надвор не смее да се меша во внатрешните работи на Македонија. Состојбите во Западниот Балкан, а со тој и во Македонија покрај прашањата поврзани со економијата, безбедноста и мигрантската криза се на дневниот ред на Советот за општи работи на Европската Унија, кој денеска заседава во Брисел. Овие теми, но со фокусиран пристап, синоќа се најдоа и на Советот за надворешни работи, на кој високата представничка за надворешна и безбедносна политика Федерика Могерини ја пренесе загриженоста дека Западниот Балкан може лесно да стане шаховска табла за заткулисните игри на големите сили и дека регионот е изложен на повеќе слојни тензии и предизвици кои лесно можат да го вратат назад. Во контекст на македонските состојби, Могерини рекла дека е загрижена и ги повика политичарите да не се играат со оган на меѓуетничката конфронтација. Потенцијалот за излез од кризата според неа е во седница на парламентот и избор на негов председател. Јас тоа го изразив и на состаноците со председателот и со другите политички лидери, но и јавно, не само во име на Европската Унија, туку и во име на генералниот секретар на НАТО. Колку сум загрижена? Сум, но се обидувам да се научам да одам над загриженоста и да видам потенцијал за решавање на политичката и институционална криза, бидејќи она со што се соочува Скопје е политичка и институционална криза, која сум загрижена да не се претвори во меѓуетничка криза. Загрижено за состојбите на Балканот, ако Унијата не покаже поголема вклученост и интерес за евроинтегративните процеси, изнесе и шефот на словачката дипломатија Мирослав Лајчак. Конкретно за Македонија, Лајчак со став дека е многу нестандардно и несрекно што има такво вмешување од странство во внатрешните процеси, зашто формирањето влада е процес кој треба да биде во рацете на домашните политичари, рекол Лајчак. Министрите ги кажуваат само своите ставови. Јас кажав дека тоа е многу нестандардно и нестрекно за земја да има такво вмешување од странство во внатрешните процеси, бидејќи формирањето на влада навистина е процес кој треба да биде во рацете на домашните политичари. Па така, тоа е фактор што дополнително ја искомплицира работата. Лајчак нагласил дека според сите факти Европската Унија се повлекла од Западниот Балкан, а епилогот од тоа биле 2 држави пред распад и 3 во длабока политичка криза. Излезот од ваквата ситуација Лајчак го гледа во нова динамика што Брисел ќе ја внесе во процесот на проширување со земјите од Западен Балкан. Рано утрината биле фрлени молотови и коктели врз музеот на албанската азбука во Битола. Историјата на албанскиот народ е еден дел од заедничкото мултикултурно наследство кој е силна одлика на Република Македонија во таа насока. Апелираме на воздржаност од насилство и почитување на културното наследство на нашата држава, се вели во соопштението од Министерството за култура. Непознати лица утринава фрлиле неколку шишиња со запалива течност, односно молотови коктели кон музеот на албанската азбука во Битола. Ја оштетиле фасадата, влезната врата и неколку прозорци. Претходно на фасадата биле испишани и навредливи пораки. Молотовите коктели ги фрлиле 4 маскирани лица, кои биле регистрирани од камерите на објектот. Снимките се предадени во битолската полиција, вели директорот на музеот Нуер Арслани, кој го осуди ваквиот чин. МВР соопшти дека по овластување најавен обвинител, увид изврши екипа од СВР Битола, пошто од местото на настанот се подигнати траги, и тоа стаклени шишиња, ткаенина, непозната течност и селотеп, и истите се доставени на вештачење. Во меѓувреме се преземаат мерки и активности за пронаоѓање на сторителот и за целосно расчистување на настанот.
Настанот го осудија председателот Ѓорги Иванов, Министерството за култура, како и од ВМРО ДПМН и СДСМ. Во соопштението од кабинетот на Иванов се повикува инцидентот да не се злоупотребува за партиски, политички цели и за манипулација на јавноста. Кога државата се соочува со сериозни предизвици, сите политички и општествени фактори се подеднакво одговорни за превенирање на какви било тензии и провокации, се вели во соопштението. Се упатува и апел за натамошно почитување и унапредување на меѓусебните односи и градење на заеднички соживот, како и секој поединец да се однесува одговорно. Историјата на албанскиот народ е дел од заедничкото мултикултурно наследство кое е силна одлика на Македонија, се вели во соопштението на Министерството за култура, со апел за воздржаност од насилство и почитување на културното наследство. Настанот е изолиран и мора да биде осуден од страна на сите, со цел да се спречи евентуална негова злоупотреба за партиски и политички цели. Инцидентот е обид на одредени сценаристи да предизвикаат дефокусирање од актуелните политички случувања во државата, стои во соопштението на ВМРО ДПМН. Мнозинството граѓани на изборите се изјаснија против политиките на поделби и избраа заеднички живот во едно општество за сите, сценаријата за конфликт и судир меѓу граѓаните, со цел да се спасува Никола Груевски со соработниците нема да успеат, се вели во соопштението од СДСМ. Лидерот на СДСМ Зоран Заев и заменик председателката Шекеринска денеска има средба со амбасадорите на Германија, Велика Британија, Шведска и Холандија, Алтхаузер, Гарет, Стефансон и Пломб. На средбата, како што соопшти СДСМ, била изразена загриженост за кочењето на демократските процеси во Македонија по изборите на 11 декември. Имавме кредибилни избори на кои што мнозинството граѓани го поддржаа концептот на едно општество, развој на Македонија и квалитетен живот, преточено во пратенички мандати, тоа се 67, со кои што е обезбедено парламентарното мнозинство и се создадени услови за разговори за формирање на новата влада. Ѓорги Иванов предизвикува уставна криза и остава простор на Никола Груевски за провокации и насилство со цел да спречи мирен трансфер на власта што ја изгуби. Неопходно е Иванов веднаш да го даде мандатот за формирање нова влада во Македонија во интерес на граѓаните и на државата, изјавил Заев на средбата со амбасадорите. На средбата било оценето дека е неопходно демократските процеси во Македонија да продолжат со цел да се формира новата реформска влада според очекувањата на граѓаните. Заменик председателката на СДСМ Радмила Шекеринска денеска се сретна со амбасадорот на Кралството Норвешка за Македонија Арни Бјорнстад. На средбата се разговарало за актуелната политичка ситуација во Македонија. Заменик председателката Шекеринска истакнала дека Уставот предвидува јасни решенија за излез од политичката ситуација што ја креира Иванов за да го штити Груевски, се наведува во соопштението. Заеднички било констатирано дека Уставот и законите на државата мора да бидат почитувани и спроведени од сите институции на системот и дека единствениот пат за евроатланскиот развој на Македонија е да продолжат демократските процеси, соопшти СДСМ. Нишани во Бујановац, причекан со добре дојде председателе и Косово е Албанија. Ке направиме се за да го сочуваме мирот, вели Вучич. Ali nikome nećemo davati da sanja snove na račun naše teritorije. Сместувањето на мигрантите што доаѓаат на територијата на Македонија од земја членка на Европската Унија не е можно, вели министерот за надворешни работи Никола Поповски. Изјавата на шефот на австриската дипломатија Себастијан Курц е погрешно интерпретирана, вели Поповски. Според македонскиот министер, сместувањето на бегалците не е опција и единствено за контрола на миграцијските текови може да помогне Македонија и во овој дел ќе ги изврши своите обврски, а се друго е прашање на безбеден и хуман третман што ќе го добијат мигрантите кои мигрираат од една земја членка на Европската Унија во друга земја членка на Унијата, изјавил Поповски. А на јужната граница натаму се распределени 100 припадници на Арама ќе останат се додека трае одлуката за кризната состојба во земјата. 100 припадници на армијата на Македонија се во моментов распределени долж јужната граница. Остануваат на гранична линија се додека трае одлуката за кризна состојба во земјава. Министерот за одбрана Зоран Јолевски денеска во посета на граничната линија
Констатира дека бројот на илегалните мигранти е сведен на минимум, но се подготвени за било какви измени во безбедносната состојба по однос на нов наплив на бегалци и мигранти од југот. Бројот на војници се менува во зависност од потребите. Сега нивото на ангажираност на војска е најмало, речемо, последните 18 месеци. Се работи во зависност, во овој момент имаме 100 војници, меѓутоа и офицери, меѓутоа зависи од потребите. Него може многу брзо се зголеми тој број, доколку се јави потреба. Точно пред една година беше спуштена рампата за мигрантите и бегалците кои бараат транзит преку земјава до Западна Европа. Беше затворена бегалската балканска рута, но и покрај фактот што рутата е затворена, сепак илегални премини се уште постојат. Криумчарите печелат пари на грбот на мигрантите кои со месеци наназад се на грчка територија, па за сума од 800 до 1500 евра за човек им ветуваат безбеден пат до српска граница. Но за жал, најчесто патувањето им завршува до Демиркапија. Во последниот месец се спречени 30 нелегални преминувања и на мигранти на територија на Република Македонија. И како што веќе најавив, албанскиот председател Бујар Нишани денеска е во посета на Бујановац, што е прва посета на албански председател на Србија уште од времето на Енвер Хоџа од 1948 година. Тој беше срдечно причекан од стотици жители на градот на југот на Србија со мнозинско албанско население. Беше интонирана само албанската химна, а на улиците и меѓу присутните се веа само албански знамења. Според локалните власти, целта на албанскиот председател била да се запознае со условите во кои живеат албанците, посочувајќи дека албанците според уставот на Албанија требало да ги штити матичната држава, а не Србија. Бујановац беше прикриен со билборди со неговиот лик и со албанското знаме, како и со пораки на албански јазик. Добре дојдовте, председателе. Српскиот премиер Александар Вучич изјави дека нема ништо против посетата на Нишани, но оти му пречело што не била интонирана српската химна. А во Велико Трново, село кај Бујановац, Нишани во училиштето Мухарем Хадрiju бил дочекан со песната Косово е Албанија. Онај ко буде мислио да може или смее да нарушава интегритет наше земје на било кој начин, мој одговор му е немојте то да радите и немојте то чак ни да покушате. Онима кои сањају неке друге снове, моје да им кажем да те снове не сањају. Наши снови су нове фабрике, наши снови су другачiji и болji живот, ali nikome nećemo davati da sanja snove na račun naše teritorije. Ке се разбудили светот со веста. Науката ја донесе вакцината против рак. Се враќаме дома. За долго 3000 евра извршител конфискувал стан во центара. Семејството сега е на улица зошто така постапил извршителот и со какви санкции може да се соочи. Деталите ги има Борче Полновски. За долго од 3000 евра извршител конфискува стан во Скопје од над 100 метри квадратни. Народниот правобранител и во 2017 година постапува по неколку екстремни случаи, велат за Канал 5. Но она што е нејасно за правниците е како долго се зголемил за 300 пати. Според нив спорни се одлуките кои ги донел извршителот во овој предмет и го пречекорил своето законско овластување, за што може да следува и кривична постапка против него. Станува збор за одење токму така во екстремно постапување на одреден извршител. Имено се станува збор за наплата на главен долг кој што е околу 180.000 денари и извршителот има издадено налог во кој што наредува дека ќе се продаде недвижноста која што се работи, значи станува збор за стан, односно куќа во која што живее. И во теке дури е издадено нарачано и вештачење и се создаваат трошоци, меѓутоа сигурно дека и самиот доверител тука се оправдува извршителот дека наводно доверителот барал, меѓутоа тоа покрај тоа што е крајно непочитување на достоинството и на правата на должникот, сигурно дека и е испротивно на законот, бидејќи недозволиво е за таков долг каде ќе биде крајот ако се оди така се постапува за сосема мал долг од неколку илјади евра да се врши продажба на недвижност и да се оставаат буквално на улица должниците. Случајот кој не е ретка појава кај народниот правобранител наметнува и прашање зошто не се превземат други мерки за присилна наплата, току луѓето се оставаат на улица.
Со цел пак да ја зголемат наплатата, извршителите измислуваат постапки и давачки за крајната сума да достигне цена и 100 пати повисока од главницата. Можат да се најдат и такви, се разбира, дури некогаш ние и колку и да викаме, се користи неуката на странките, неукоста, правната неукост на странките, или едноставно ако малку го зголеми тонот кога ќе отиде во нивната извршителска канцеларија, па ќе праша единствено за сега буквално да се кажува и да се однесува, да се преземаат такви действија за нешто што може да се заврши со едно действие, да се прават 3 или 4, се разбира после тоа за сите да се прави покритие согласно соодветната тарифа, па да се бараат и таму кај што можат на поедноставен начин или да се прават повеќе вештачења и да се зголемуваат трошоците, секако дека го има. За оние случаи што се обратиле кај народниот правобранител, има во одредени, пак ќе кажам, поединечни случаеви. Голем е гневот на граѓаните за како што велат незаконското работење на извршителите и зголемувањето на долгот. Стартувана е и петиција за ставање крај на нивното самоволие. Статистиката на народниот правобранител покажува континуитет на бројот на предмети кои се разгледуваат секоја година од 2011 па навака. А по кубанската вакцина, докторите во земјава се оптимисти дека во скоро време може да се пронајде вистинскиот лек против ракот. Во меѓувреме на онкологија се очекува да пристигне нова генерација на лекови кои ќе делуваат многу поефикасно на заболеното ткиво. Ке се разбуди ли светот со веста дека науката ја пронајде вакцината против рак? Кубанската вакцина против најчестото заболување кај човекот предизвика реакција. Дали ќе дојде крај на ова заболување? За онколозите тоа би било најдобрата вест, но истражувањата покажале дека вакцина нема. Добрата вест е дека имунотерапија, која влијае на соодветно место, може да направи многу. Тоа е најновата имунотерапија која што не се вакцини, него се имјун чекпоинт инхибитори. Што значи во превод? Дека на соодветно место, на соодветен рецептор, во ланецот на информации што се пренесуваат во имуниот одговор, дека соодветно место се блокира и на тој начин се прави имуна модулација која што на телото му овозможува понатаму само да го совладува туморот. Меѓутоа, успехот кај овој тип на терапија, на имуна терапија, значи повторно ќе нагласам, не се вакцини, него имуна терапија, како што ние сега сме во фаза на тендерирање на еден таков лек. Успесите кај оваа терапија се големи, но ваква терапија треба кај секој канцер посебно. Една вакцина за сите типови на рак нема. Она што е најубавото кај нив, тоа е што кај таа група на пациенти што се респондери, што одговараат на терапија, кај нив ефектот е долготраен и после прекинување на терапија. Значи, за разлика од останатата досегашна таргетирана терапија, ова не спаѓа во. Иако има таргет, не спаѓа во таргетирана терапија. Го таргетира домаќинот, не го таргетира само туморот. Го учи домаќинот, односно човековото тело, како малку да го модулира својот имун одговор во однос на туморот и да го држи под контрола. Директорот на оваа клиника објасни дека очекува оваа нова генерација да стигне на клиниката. Минатиот месец на клиниката за онкологија почна да се дава терапија за 6 видови на рак, кој треба да го намали ширењето на метастазите на болеста и да го продолжи животот со подобар квалитет. Од светот, американскиот претседател потпиша нов указ за забрана за патување во Соединетите држави. Новата забрана за влез на државјани во САД што ја потпиша американскиот претседател Трамп најде поделени реакции во Америка. Со неа се забранува привремен влез на државјани од 6 блискоисточни земји. Овој пат од списокот е исклучен Ирак. Наредбата се однесува на целосна забрана за влез и прием на бегалци во наредните 3 месеци од Сирија, Либија, Иран, Судан, Сомалија и Јемен и ќе важи од 16 март. Државниот секретар Тилерсон побара разбирање и поддршка од сојузниците. Заради заканите за нашата безбедност се појавува потреба да правиме континуирана проценка и адаптација на системите за заштита. Ние го подобруваме процесот за екстремна проверка и ќе спречиме влез на терористи во нашата земја. Од нашите партнери и сојузници бараме разбирање. Наспроти поддршката што забраната ја доби од републиканските сенатори, правните експерти и овој пат сметаат дека легалноста е дискутабилна и ја нарекоа ксенофобична и исламофобична.
Моја најголема грижа за оваа наредба е дека таа се однесува на одредена категорија луѓе, невини индивидуи кои немаат поврзаност со тероризмот и не се никаков ризик. Со ова ги повредуваме луѓето, оние кои патуваат од своји легитимни причини. Трамп не се произнесе за новата наредба, туку објаснувањето го дадоа тројцата државни секретари. Меѓу нив беше и новиот државен обвинител Джеф Сешенс, кој одлуката ја правдаше со фактот дека според FBI 300 бегалци се под истрага за потенцијални активности поврзани со тероризмот. Првата наредба за привремена забрана на луѓе од 7 држави беше блокирана од федералните судии. Автомобилската компанија Bentley се пофали дека го произвела најбрзиот автомобил со 4 седишта на светот. Се работи за автомобилот наречен Супер Спортс, кој беше представен на саемот за автомобили во Женева. Производителот соопшти дека ова возило може да достигне брзина од 336 км на час и дека за само 3,4 секунди од тргнувањето развива брзина од 60 км на час. На саемот во Женева, кој се очекува да го посетат 700.000 посетители, се изложени 900 модели на автомобили од 180 изложувачи. Од спортот детали околу Наполи и дуелот со Реал Мадрид. Актуелниот европски шампион Реал Мадрид допатува во Неапол со предност од 3-1, што го прави реваншот извонредно интересен. Италијанците очекуваат преполн стадион, што значи дека гостите би требало да бидат изложени на силен притисок. Наполи е тим што сезонава игра добро на домашен терен, но во надпреварот на сезоната, каков што е овој против Реал, ќе му биде потребно убедливо најдобриот фудбал за пласман понатаму. Реал Мадрид во оваа фаза од надпреварувањето влегувал со ваква предност во реваншот дури 8 пати, а пласман понатаму обезбедил во 4 наврати. Во вториот надпревар вечерва, Арсенал го пречекува во Лондон Баерн. Англискиот тим има минимални шанси за пласман во четвртфиналето по дебаклот во Минхен со 5-1. Јапонецот Казујоши Миура е најстариот активен професионален фудбалер во светот. Тој во неделата со полни 50 години и 7 дена со тимот на Јокохама одигра првенствен надпревар од втората јапонска лига. Предходно рекордот го држеше англиската легенда Стенли Метјус, кој последниот официјален меч го одигра со 50 години и 5 дена. Миура игра активно професионален фудбал 32 години, а почна во прославениот бразилски тим Сао Пауло. Фудбалската репрезентација на Македонија за играчи до 19 години ја совлада со одветната селекција на Црна Гора со 1-0 во контролен надпревар што се играше во Скопје. Единствениот гол за Македонија на стартот на мечот го постигна Бојан Колевски. Овие селекции ќе одиграат и втор дуел в четврток. Вице шампионите на Македонија и Хрватска, Металург и Нексе, вечерва во Нашице ќе затворат сезоната во регионалната лига со директен дуел за 6-та позиција на табелата. Металург во овој меч ќе биде ослабен бидејќи капитенот Филип Кузмановски и Александар Гуглета нема да играат поради повреда. Веднаш по овој надпревар Металург ќе отпатува на 10-дневни подготовки во Пореч за домашното првенство. Толку во овој дневник, ви благодарам што бевте со нас и пријатно.